Започна традиционалната летна крводарителска акција. Велешани денеска и утре ќе имаат можност да даруваат крв. Инаку, како што кажавте и вие, оваа акција е во организација на Црвениот крст од Велес во соработка со Институтот за трансфузиона медицина од Скопје, а собраните крвни единици ќе бидат наменети токму за овој институт, секако нели според потребите. На оваа тема и нешто повеќе за оваа традиционална летна крводарителска акција ќе разговараме со доктор Миленка Благоевска, која доаѓа од Институтот за трансфузиона медицина. Доктор, ќе најпрве би ве запрашала колку крвни единици очекувате денеска и утре да бидат собрани? Па за овие 2 дена очекуваме дека ќе бидат собрани над 200 единици крв. Оваа бројка е со оглед нашите предвидувања, се со оглед на досегашните акции, затоа што секогаш Велешани се многу хумани и особено во летен период кога има најчесто недостиг на крв во целата република, секогаш се отповикуваат на нашите акции и даруваат во огромен број. Дали може да направите некоја споредба еве со останатите градови? Дали Велешани се доста хумани луѓе? Па со оглед дека во оваа дејност работам 40 на години, можам навистина да направам компарација. Велешани се едни од најдобрите во републиката, заедно со Виница веројатно. И 80-тите години тие беа и шампиони Велешани на југословенско ниво. Тогаш бевме во поранешната држава Југославија и на такво државно ниво беа прогласени за најдобри во државата, со негде 7% од граѓаните кои што даруваа во тој период крв. Така што има една долгогодишна традиција на дарување, каде што цели фамилии, родителите ги носат веќе своите деца, даваат дозвола да даруваат иако се малолетни и така натаму. Секогаш постои дилема за тоа повеќе ки младите кога прв пат да почнат да даруваат крв. Кои се вашите проценки? Па според нашиот закон за безбедност во снабдувањето со крв и според правилниците кои што произлега од тој закон од 2009 година се правилниците, со тие критериуми може да даруваат крв со навршени 17 години со писмена дозвола на родител или на старател. Иначе по сопствена, желба и без дозвола на родител од 18 до 65 години. Во многу земји во светот тие граници се од 16,5 години до 70 годишна возраст. Така што секоја земја донесува своји правилници кои што се во согласно со светските критериуми. Оваа крводарителска акција денеска што се организира тука во ликовниот салон во Велес, дали може да се забележат повеќе дека доаѓаат млади или пак повозрасни? Па можам да речам дека до сега се собрани околу 40 на единици крв, со оглед дека акцијата почна од 7:30, па имаме мешано, имаме доста и млади, имаме 2-3 првократни дарители меѓу овие 40, али повеќе кратни дарители. И на крај уште би ве запрашала каква е соработката со Црвениот крст од Велес и Институтот за трансфузиона медицина од Скопје. Па Црвениот крст на Република Македонија е долгогодишен наш партнер. Ние заедно соработуваме. Посебно би истакнала соработката со Црвениот крст во Велес, кој што навистина е прекрасна. Мислам, тоа е многу организирана акција, секогаш одиме во простории кои што се, да кажам, адекватни, добри, кондиционирани и така натаму. Крводарителите од Велес и граѓаните ќе се сетат дека пред неколку години акциите во летниот период беа и на отворен простор и тогаш одзивот на граѓаните, независно што условите беа, да кажам, несоодветни, беше огромен. Ние ми се чини Снупи се викаше поранешната локација за оваа летна акција, ние сме собрале во некои години по 370 единици крв за 2 дена. Така што навистина е огромен и добар одзивот, а соработката безпрекорна. Студио, само би напоменала дека денеска сите оние граѓани од Велес кои што сакаат да донираат крв, ке може тоа да го направат од 7 часот и 30 минути наутро до 14 часот во ликовниот салон. Инаку оваа акција продолжува и утре. Статистиката од претходните крводарителски акции покажува дека овие акции се посетени од над повеќе од 400 луѓе. Инаку оваа акција се организира веќе 2 децении во Велес, а оваа година е 23-та поред.